29-годишната Александра Ѓурчиновска од Струмичка Петралинци повеќе од 7 години се занимава со квилинг техника или попозната филигранна хартија. Едно несекојдневно хоби денеска станува нејзина преокупација, каде со гледање на видеа од интернет изработки се пробудува желба и кај неа да проба и да види дали ќе успее. Досега има изработено најразлични дела, а најмногу за најмалите со најразличните Дизни ликови за родендени, како и за крштевки, свадби. Квилинг техниката уште кај нас е позната под називот филигран од хартија, заради тоа што како што може да видиме од тие неколку дела што моментално јас ги донесов тука, се изработката и начинот на изработка е многу сличен со филиграните што се прават од црмен конец. Само тука главниот елемент е хартијата, значи за се што се прави со квилинг техника се користат ленти од хартија. Јас најпрво почнав со изработка на оригами. Исто една уметност да кажеме во која што главен елемент е хартијата, ама некако не даваше, можеби оригамите не даваа толку многу да се изразуваш, се прават по некои веќе одредени шеми и изработките се тука некаде ограничени, да кажам. И кај нив нормално, кај 3D оригамите и со тоа многу кратко време се занимавав, беше имам што да се направи, но истражувајќи околу оригамите најдов всушност на квилинг техниката на интернет и тоа малку повеќе ме привлече, некако моето внимание го посветив повеќе на тоа и гледав на YouTube како се прават, па веќе готови на интернет, веќе готови дела, сама ги анализирав како тоа е направено, почнав да истражувам што е потребно ако јас сакам тоа да го правам, дали ми треба некои посебни алатки, дали треба нешто посебно како да учам или да се надоградувам, ама пробав самостојно преку веќе готово дело да пробам и јас дома да го направам тоа. И тоа беше филигранската македонска пеперутка, тоа беше моето прво дело. Ова техника е многу интересна, не е комплицирана, но е прецизна и бара многу време и внимание, вели Ѓурчиновска. А потребни се и посебни материјали за изработка на истите. Материјалите се исти, како што ги користев тогаш, ги користам и сега. Порачував од интернет квилинг хартија во боја. Ја има различни дебелини, лентите може да бидат веќе готови, може вие да си ги направите ако имате алатки за тоа. Хартијата, да, може да ја најдеме и тука кај нас во нашите книжари, но алатките малку тешко е да се стигне до нив овде кај нас. Ги нема и затоа јас алатките кои што ги имам ги порачував од интернет. Секое дело, па и најмал детал се прави по неколку часа, бидејќи мора да се направат разни форми, со виткање и формирање на ленти во разни облици и големини. Па потоа се подготвува секој замислен предмет, вели Александра. Незините дела ги освојуваат срцата на најмалите. Вели сликите за нив ги изработува со посебна љубов и внимание. Инаку таа е и наставник, но вели дека со ова уметност ќе продолжи да се занимава и во иднина.